Здраво и добро дојдовте во ова видео во кое ќе разгледаме структурата на ензимите. Како што спомнавме во претходните видеа, ензимите се протеински биомолекули. Значи протеини, односно би можеле да речеме дека тие се еден долг синџир на аминокиселини кој има многу сложена конформација во 3D просторот. Значи сложена конформација во 3D простор. Значи синџир од аминокиселини, овие вака што ги бележам како точки, кои градат сложена тридимензионална структура. И всушност од 3D структурата произлегува и каталитичката способност на ензимот. И сега ќе видиме на кратко како се стигнува до неизе. Овдека лево, значи нацртав една клетка на која е бележано јадро, цитосол, ендоплазматичен ретикулум и мембрана. Ако би зумирале, тоа би изгледало на следниот начин. Во јадрото имаме ДНА, која е двоен хеликс, иако ја имам бележано овдека како едноверижна, со цел да биде поедноставен црдежот, на која што имаме комплементарни азотни бази. Сегменти од ДНА кои кодираат за дадени функционални молекули ги нарекуваме гени. Значи овдека што го ограничи ова со црвениви линии е на пример еден ген. Понатаму имаме можеби други гени во ред. Значи они кодираат за различни функционални молекули. Од генот се прави препис, односно се прави месенџер РНА, каде што има соодветни азотни бази. Наместо А, овдека треба да стои Т, само што РНА не става Т, него става урацил. Тука ќе има А, има С, Г, Г, ќе биде У, А и С. Сега, оваа РНА ќе подлежи на процесирање, значи процесирање, каде што ќе биде додадена 7-метилгуанозидна капа и полиаденолатна опашка, со цел да не биде разложена од РНАзите кои се наоѓаат во цитоплазмата. И после процесирање, таа или ќе искочи во цитоплазмата, или пак ќе се интегрира на мембраната на ендоплазматичниот ретикулум, што би изгледало на следниот начин. Значи, или ќе се најде во цитоплазма, или ќе биде интегрирана на мембраната на ендоплазматичниот ретикулум. Сега на оваа месенџер РНА на 7-метилгуанозидниот крај ќе се додадат соодветни рибозомски субединици. И до овие рибозомски субединици сега треба да пристигнат аминокиселини. Постојат 20 различни аминокиселини кои ги користат живите организми, иако во природа може да се сретнат над 100, и овие аминокиселини се транспортирани од страна на транспортни РНА молекули. И различни РНА молекули врзуваат различни аминокиселини. Во ред? Сега, треба по соодветен редослед да се инсертираат овие аминокиселини со цел да се направи синџир. А редоследот на нивно инсертирање е всушност детерминиран од редоследот на азотни бази кои се наоѓаат на оваа месенџер РНА. Нели овдека имавме У, А, С, Г, Г и така натаму. Значи сега ставам рандом букви. Така. Имаме редослед од азотни бази. Секои 3 азотни бази детерминираат една аминокиселина, односно одлучуваат за една аминокиселина. Значи триплет од азотни бази се нарекува кодон. Исто така имаме антикодони кои се наоѓаат на ТРНА молекулите, кои што ги внесуваат соодветните аминокиселини. Значи не можам сега да навлегувам во многу детали, но поентата е тоа што ќе се добие е синџир од аминокиселини. Во ред? Сега врз база на должина на овој синџир можеме да го наречеме пептид, можеме да го наречеме олигопептид или пак полипептид. Каде што пред пептид обично стои некоја наставка дипептид, трипептид, квадрапептид и така натаму, врз база на тоа колку аминокиселини имаме. Ако имаме околу 12 до 20, значи олиго, ако има над 20 е полипептид. Сега, овој синџир вака не ни е воопшто корисен. Тој треба да завземе соодветна тридимензионална конформација. Нели како што зборевме, тој ќе треба да се извие на соодветен начин со цел да има некаква си функционалност. Изветкувањето главно е
пасивно, значи тоа самото спонтано се случува и конформацијата што се завзема главно е хемиски преодредена од самите интеракции на функционалните групи на аминокиселините. Така, нели, аминокиселините имаат функционални групи и тука имаме различни ван дер Валсови сили, образување различни водородни врски, дисулфидни врски и така натаму. Но не секогаш тоа е успешно. Некогаш протеинот ќе завземе погрешна конформација, например ќе завземе некоја си ваква конформација и со цел да биде поставен во правилната конформација ќе биде потребно присуство на едни ауксиларни протеини, најчесто хаперони или пак хаперонини, на англиски chaperones, кои значи придружници, кои ќе му помогнат на овој протеин да ја завземе соодветната или конформација. И сега овој протеин што го добивме, може би е некаков си структурен протеин или пак некаков си протеин со некаква си функционалност. Например, ензимите се некакви си функционални протеини. И овој протеин сега или ќе се наоѓа внатре во клетката, така значи или ќе остане внатре во клетката, или пак ќе биде интегриран на мембраната, или пак ќе биде пратен надвор во околната средина. Во ред, значи може да има главно три судбини. И веќе кога ќе нема потреба од истиот, тој ќе биде убиквитиниран и понатаму ќе биде деградиран назад до аминокиселини. Во ред, и повторно ќе се врши целиот циклус. Така ќе се прават протеини кои се потребни, се додека не се потребни и повторно ќе бидат деградирани назад до аминокиселини и ќе добиеме нови протеини. Сега овој протеин, ако е ензим, во тој случај тоа би бил мономерен ензим. Односно, тоа би бил ензим кој е изграден од една субединица, од еден полипептид. И например ќе го бележиме на следниот начин. Значи изграден од една субединица. Значи ова топчево всушност е репрезентација за таа сложената тридимензионална структура. Значи вакви се мономерни ензими. Голем дел од ензимите се всушност изградени од повеќе субединици. Така, значи имаме повеќе полипептиди кои се вклапаат едни со други налик лего коцки. Е сега, тие повеќе субединици може да бидат од истиот вид, во тој случај тоа би изгледало на следниот начин. Например, имаме една субединица и имаме повеќе од истата субединица кои се вклопени заедно да изградат еден комплексен ензим. Во тој случај ова би било хомомултимерен ензим. И постојат такви кои се изградени од повеќе субединици, но различни субединици. Значи имаме протеини, односно ензими, иако важи и за други протеини, кои се изградени од различни субединици, да речеме една виолетова и например 4 портокалови субединици. Во ред? И ваков ензим би бил хетеромултимерен ензим. И повторно имате на ум дека секој овие топчења што ги нацртав дека всушност представуваат сложени тридимензионални структури. Во ред? Значи сите овие се сложени тридимензионални структури кои се уклапаат сите заедно налик лего коцки. Значи, структурата на ензимите може да биде многу компликувана во однос на конформацијата која ја завзема во 3D просторот. Кога ја разгледуваме структурата на протеините, а нели тука спаѓаат и ензимите, можеме да ја разгледаме на 4 главни нивоа на организација. Првото ниво на организација е всушност примарна структура, што се однесува на редоследот на аминокиселините во дадениот протеин, односно во овој случај нели ензим. Значи, ако збориме за примарна структура, збориме за секвенцата на аминокиселини. Кога се збори за секундарна структура, се мисли на локална конформација на дел од полипептидот. И таа локална конформација може да образува алфа хеликси или пак да образува бета плочи. Алфа хеликсите ги бележиме како вакви столпчиња или пак како спирали, додека бета плочите обично нели такви 3D модели ги цртаат, односно ги прават како стрелки кои може да идат паралелно или пак антипаралелно. Постојат и супрасекундарни структури каде што имаме различни мотиви кои се градат со помош на овие секундарни структури, но тоа нема сега да го разгледуваме. Третото ниво на структурна организација
терциерна структура. И кога се збори за терциерна структура, се мисли на 3D поставеноста на целиот полипептид во просторот, во ред. И тоа произлегува од интеракциите на сите секундарни структури, преку различни вандервалсови, водородни врски, хидрофобни и така натаму. И имаме четврто ниво на структурна организација, која се нарекува кватернарна структура, некаде е запишено кватерна, зависи од која е литература, најверојатно е кватернарна, бидејќи на англиски е quaternary, која се однесува за протеини, односно за ензими, бидејќи ензимите се протеини, кои се изградени од повеќе субединици, односно се однесува за овие мултимерни ензими. Така, значи мултимерните ензими имаат кватернарна структура, додека овие мономерните немаат кватернарна структура. Мономерните ензими имаат само терциерна структура, вред, бидејќи се изградени од една субединица. Овдека значи само ставих некои слики колку да си го визуализирате се ова. Примарна структура беше едноставно редослед од аминокиселини, нема тука што остава. Додека во секундарна, нели тоа беше дел од полипептидот, кој што завзема одредена конформација во 3D просторот, и можеше да биде алфа хеликс, кој е буквално кој извртано како хеликс, или пак можевме да имаме бета плоча, која може да биде паралелно или антипаралелно. Реков дека постои такви супер секундарни структури, нема нешто да ги разгледуваме, едноставно можете дека си ги видите. И наредно е терциерна структура, односно 3D структурата на мономерен протеин, или пак ако има повеќе субединици, ако е мултимерен, во тој случај збориме за кватернарна структура. Поминавме доста материјал до сега, направете си една кратка пауза, напите се чаша вода, бидејќи ќе ви треба доста концентрација за следниот дел, поради тоа што е многу битен. Сега, што гледаме овде? Ова што го имам нацртано е всушност шематска презентација на ензим. И најчесто вака се бележи во различна литература, бидејќи е сосема непрактично постојано да бележиме некоја си сложена тридимензионална структура. Вред, значи обично се бележи вака како некој си бомбонче. Сега, првото нешто што ви паѓа во очи е овој жолтиов дел. Така, за да објасниме што е тоа, треба накратко да се потсетиме дека ензимите нели беа биокатализатори кои забрзува химски реакции и тие нели се поврзува со супстрат. Значи имавме ензим кој се поврзува со субстрат, даваше ензим субстрат комплекс и понатаму добивавме ензим плюс продукт. Во ред, ова е симплифицирано равенство, понатаму ова ќе го прошириме малце. Но, ова место кое го имам бележено со жолто е всушност местото во ензимот каде што се врзува субстратот. И го нарекуваме активен центар. Значи ова го нарекуваме активен центар. Значи место каде што се врзува субстратот. И секогаш во литературата кога го цртаат му прават некоја некаква чудна форма со цел да се покаже дека само одреден субстрат би можел да влезе во овој активен центар. Во овој случај тоа би бил, например, ќе облежен со портокалова боја, некој субстрат кој има следнава форма. Така, значи има оваа форма и само субстрат кој ја завзема оваа форма би можел да влезе во овој активен центар. Така, ако имавме некој субстрат кој е налик коцка, тој не би можел да влезе. Во ред, значи влегува субстратот и понатаму ќе се изврши промена, ќе настане всушност ензим субстрат комплекс и ќе се замине видоизменет, односно ќе стане продукт. Во ред, значи ќе стане P, а овдека бил S. Сега ова овде јас што го представив е всушност модел на клуч и брава. Така, значи ова ја што го представив е модел на клуч брава. Односно, дека секој ензим си има одреден активен центар кој има дадена форма кој е соодветен само за даден субстрат. Значи вака како што е шематизирано, така. Значи само тој ако има соодветната форма ќе може да влезе. И овој модел е презентиран од страна на Емил Фишер уште во 1890 година. Но нормално е тој е застарен модел, денеска имаме подобар модел, кој е моделот на индуцирано совпаѓање, односно induced fit. Така, значи ева ќе облежам. Модел на induced fit, значи индуцирано совпаѓање или пак индуцирано прилагодување. И ова е модел предложен во 1958 од страна на Кошланд. Значи ова е
со слика прикажано, онака шематска, како изгледаат двата модели. Значи првиот е моделот на клуч и брава, основно Фишеровиот модел, каде што го гледаме дека супстратот има форма иста каква што има и активниот центар, и ко влегува едно во друго и понатаму се добива продукт, или пак го имаш моделот на Кошланд, односно Induced Fit, каде што активниот центар ја нема баш таа форма, него кога доаѓа супстратот, ензимот ја завзема формата околу супстратот. Во ред, се уште е еден ензим специфичен за тој даден супстрат, иако постојат ензими кои се специфични за различни супстрати, но ова е подобра теорија. Сега постои многу да се збори за специфичност на ензимите, тоа ќе го оставиме за друго видео. Сега само ќе спомнеме дека активниот центар има три различни видови на аминокиселини. Првите се контактни, значи активниот центар има контактни аминокиселини кои служат за да го постават супстратот во дадената конформација со цел да може ензимот да действува врз него. Постојат аминокиселини кои ја имаат каталитичката способност и постојат аминокиселини кои ќе речеме за седнување, нормално на водници, кои служат за да ја одржат тридимензионалната структура на активниот центар на ензимот. Вред, значи тоа беше нешто општо онака за активен центар, како што реков, понатаму ќе има видео каде што ќе го разгледаме во големи детали. Во ред, освен активниот центар, некои ензими располагаат и со така наречен алостеричен центар. И тие ензими ги нарекуваме алостерични ензими. Во ред, значи има некои ензими кои ги нарекуваме алостерични ензими. Сега, што се врзува во алостеричниот центар? Гледаме дека тој е различен од активниот центар и во него се врзуваат некакви си метаболити, така, значи се врзуваат метаболити кои ја регулираат активноста на ензимот преку поврзување во овој алостеричен центар. Бидејќи кога настанува поврзување, тоа индуцира тридимензионална промена на конформацијата на ензимот. Во ред, значи кога има поврзување, тоа индуцира промена на, ќе бележам само тридимензионалната структура, преку што се регулира активноста. Значи имаме конформацијска промена која резултира со промена на активноста на тој ензим. Значи за да бележам промена, ќе ставам овде како триаголниче. Значи имаме промена на активноста и оваа промена е реверзибилна. И оваа контрола на ензимската активност е многу битна во голем дел од метаболичките патишта, бидејќи кога ќе оснема тој метаболит, ензимот повторно ќе си работи со целосна активност на водници. Така, и ова би можело да работи например на следниот принцип: имаш одреден субстрат кој ќе премине во даден продукт и во овој случај може продуктот да е тој метаболит кој ќе го инхибира ензимот. Така што повеќе продукт се прави, тоа помалце работи ензимот и на тој начин си се регулира процесот. Така, значи што повеќе продукт правиш, тоа повеќе ја намалува, односно ја променува активноста на ензимот. Така што можеме да имаме некоја си контрола. Некои ензими, за да функционираат правилно, освен основниот протеински дел, потребен им е и кофактор кој се поврзува за нив. Така ќе обележам со виолетова боја. Значи потребен е и кофактор кој е непротеински. Така, значи кофактор непротеински. Така што основниот протеински дел кој се нарекува апоензим, така, значи основниот протеински дел кој се нарекува апоензим, заедно со кофакторот, значи плюс кофактор, гради холоензим. Односно целосен ензим. Во ред, значи основниот протеински дел без кофакторот се нарекува апоензим, кога ќе го додадеме и кофактор се нарекува холоензим, целосен ензим.
Значи целосен ензим. Сега, постојат различни кофактори. Значи кофакторите главно можеме да ги поделиме така на коензими и метални иони. Коензимите се непротеински органски молекули, така, значи, како што рековме, се непротеински органски молекули, најчесто витамини, деривати на витамини, така, деривати на витамини или пак некакви си нуклеотиди. Вред. Значи тоа се коензимите, доека металните иони си е само објаснливо, тоа е некаков си ион, например магнезиум, така, магнезиум, калциум и така. Е сега, ако кофакторот е премногу силно врзан за апоензимот, во тој случај го нарекуваме простетична група. Вред. Значи, ако кофакторот е многу силно врзан во тој случај го нарекуваме простетична група. Односно, ако за да би го отстраниле, би го оштетиле ензимот, во тој случај се дефинира како простетична група. И овие ензими кои бараат присуство на кофактор, така, се нарекуваат двокомпонентни ензими. Така, значи, овие ензими можат да се нарекуваат двокомпонентни. Ензими, додека тие за кои не беше потребен кофактор, например овој дека, овој беше алостеричен ензим, али не беше потребен кофактор, се нарекува еднокомпонентен. Или пак еднокомпонентни ензими. Значи, Во ред, тоа беше главното. И сега да спомнам некои екстра работи, дека ензимите се всушност глобуларни протеини, кои што содржат позитивни и негативни полнежи на својата површина и најдобро се таложат при нивната изоелектрична точка. Во ред? Океј. Тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте што ново, имаше прилично доста информации овде. Значи структурата на ензимите, дека тие се протеини со сложена тридимензионална структура, како се добива, какви нивоа на организација во однос на структурата имаме и некои работи во однос на делови од ензимот, нели, како активен центар, алостеричен центар, дека некои ензими бараат присуство на кофактори, имавме различни кофактори, имавме коензим или метални иони. И ако бараат присуство на кофактор, во тој случај ги нарекуваме двокомпонентни, ако не бараат присуство на кофактор, ги нарекуваме еднокомпонентни. И ќе се видиме во наредното видео. Довидување.